Значи вака. Со наше големо задоволство ви ја најавуваме нашата втора сезона. 9 епизоди се истеравме у првата. Помина супер, задоволни сме. Едноставно не сакаме да прекина овој проект. Се за тату индустријата и тату сцената. Сега сме малку поразличен амбиент, поразличен сетап. Не знаевме како да ја почнеме втора сезона и кога треба правилно втора сезона да се почне. Ама мислам дека сега е правото време кога се менја студио, кога се менја се, зашто да не. Завршивме на 9-та, сега почињаме прва епизода. Во оваа прва епизода гостин ни е нашиот драг Боби Гулевски. Како да го наречеме? Па уметнику секоја смисла на зборот, тату артист. Скулптор на железо. Имаме тука многу блиску поврзано и бајкерството со тату светот, така да Гуле е уметник у секоја смисла на зборот, ербраш, нешто ќе збориме. Добро дојде. Ајде на брзински да едно блиц прашање за загревање. Како би се опишал со 3 збора? Зборен, плоден и неопходен. Тешка будала, фали уште едно. Најтешка будала на светот. На светот. Океј, може. Вака ти, од каде да почнеме со сите, сакаме да почнеме од самите почетоци, колку и да е клише можеби. Ти си од Велес. А од Велес сите се Мелес. Да. Да не спомнуваме години, ако не сакаш, ама више ти си долго време во индустријата. Колку време татовираш? Прво почнеме од тоа. 93-та ми спомна преска дека ти е прво искуство и допир со татовирање, ама 97-та ти е прва татоважа. Прво, значи прво почињање со игли, ти реков, ми рече оноа, старте со 93-та, кога бев во војска. Тоа е пред 32 години. Да. Али професионално, со професионална опрема, со се фул, со оригинална опрема од 97 година. Октомври 97. Ајде кажи ни, колку си имал ти на 93-та? Како ти дошло тоа? Спомна преска нешто војска ти е прво искуство, искуство. Дали пред тоа си цртал? Од кого си видел во Велес? Цело време. Можеби мојата најголема грешка е што не се запишав во уметничко. Мислиш од овој аспект дека е грешка? Сега мислам стварно, многу сум сигурен сум многу голема грешка што не се запишав во уметничко. Дали јеби тоа? Зашто не си запишал уметничко? Немам појма. Услови, јеби. Тогаш си сакал? Во тој период? Или не си ни размислувал на тоа? Многу големи можности, ама многу понуди во седат да... Не за мене, повеќето што завршиле тату артисти средно уметничко, баш спротивното го вика дека не им сменило ништо средно. Абе добро, сега мислам дека многу подобро ќе беше ако имав уметничко. Така барем мислам. Добро, ќе си дошол може во Скопје, тие кругови, ама па немало... Па види, ја пак бев во Скопје 10 години. Со студио. Па види, значи рачно со игла дел од моето друштво чепка, а тетовираат двајца. Значи од времето, значи од 80-тите. Они тетовираат, значи се броја на прсти у Македонија кои го работеа тоа по затворите и некој што испаднал од затвор, некој што му покажал од затвор што знаел, разбираш. Тоа беше со игла кратко време и 93-то отидов во војска у Илинден касарната. Таму се запознав прв пат со колега што работи, Митко од Охрид, сега е во Америка отиден. Ме тетовираше таму и се уште работев ја со игла. Војска таму први почетоци таму пробуваш, значи таму има за работа жртви колку сакаш, не е кога сега модерно време има вештачка кожа, ајде да ги работиме. Така. Таму мораш уживо. Не ми е прв пат у касарна, туку и умало ми беше прво искуство и се уште се знаеме со човекот и уште не е покриена тетоважата, му реков гратиски ма покрием сега. Не сме се виделе пак ќе ма покрием, не е проблем. Чекај, кажи ми за војска. Не смее ода тетовирате, така? Најстрого забрането. Значи ја уште на влез. Како сте го правеле тоа? Ја уште на влез у касарна, ми ги фанаа цртежите и ми фанаа се. Ти ќе тетовираш, ти си ризичен критичен. Ми ги одзема, значи кога видат цртежи што е ова, не можеш да ги лаеш, они знаат, не се глупави. Знаат дека ќе посегнеш кон тоа. Значи најстрого забрането е тетовирање. Се криеш бе брат, имаш места кај што можеш да се промакнеш, имаш слободно време. Замислиш моментот, онака со криени тетовираат. Да, бе, да. И тогаш беше прв пат ми приде човек што направиле машинка од
Walkman, А ти пред тоа со јас со игла работам. игла, Точки. да, хендпок. Што е сега, да, нели. И прво иде ги на викенд, кршење 3 Walkmana дома, правење машинка и така почнам. И тоа ти било Тоа беше нов експлозија, свет, значи да. тогаш да купиш опрема беше нема шанси. Значи само Америка, многу ретко Европа, Балкан Балкан нема шанси. Значи многу ретко. или па не си бил у контакт со нив, Не млад можеш си бе бил брат, еден. Америка, тоа е. Тоа имаш опрема, али Тогаш списанија постоеле уште кај нас, знам дека имаше татко почна да списанија. испаѓаат, значи испаѓаат списанија, ама ако дое некој од Германија да донесе, тука немаш. Од тоа татко од Ништо, Дамир ништо, нема- ништо, немало тука уште немаше ништо. ништо. Кој дошол од Германија, имаше другари што одеа за Германија, ќе купат, ќе донесат и се вртеа 4-5 списанија, значи една тетоважа имавме А на 20. Инстаграм не гледавте тогаш постоја? Инстаграм. Инстаграм, Се шал. знам. А, Значи една тетоважа 20 души имавме истата. Да, бе, Тоа да, друштво. да, да. Па и Значи, сега исто, што истата Сега слика од не е Лафија сега, има. Не, сега, да, сега Така, имаат сите нели? сати, лавови. Истата слика од Лафија има. Да, ама сега е подруго, сега си имаш интернет, си си бираш, Да, имаш да, Pinterest, си отвараш, си Си најдеш разгледаш милиони артисти. идеи. Има артисти што Значи, работат ти има- фрикенд. Да, да. Вие сте фатиле време кога имало каталог у студио. Сега ме прашуваат доаѓаат у студио, некогаш ретко, имате ли каталог? Ние ги гледаме чудно. Не ни е тоа. Јас имам 30. 30, Верувам 40. дека имаш, ама ние не сме таа генерација. Нас ни ова се е како не знам како да ти кажам, Шпанско село. шпанско село буквално. Тоа ти. Као Тогаш имаа сите. Значи, и Јако- каталог тоа е. Чекај, добро. После тоа немаш како да го скенираш тоа, да го испринташ пак. Едноставно го прецртуваш со рака. Од имаш каталог. принтер, имаш фотокопер у комши, одиш фотокопираш, ја зголемуваш Јас тетоважата, големуваш колку се сакаш. Да, да. си извино, ја зголемуваш, идеш, правиш стенцил и тераш. Комбинации 300 за да искочи на тоа. Значи, многу Тоа е комбинации, сработа. многу припрема, значи, Кој е- поише се губи у припрема отколку у тетовирање. Значи, саат Да, време да, имаш да да. припремиш тетоважата, да ја направиш тето. А да не ти кажувам кога се правеше со стенцилот со мастилен молив и други работи. Носиш нешто такво, Носам, после да. ќе покажеме. Значи, За кратко тоа, дека па сме тоа, на па- почетоците. Чао. Значи тоа што сте користеле за стенсил став, за го залепите индигото. Или Мастилен молив. мастилен молив, тоа иде директно Постарите на... знаат, да. Не иде директно. Еве не знам. Значи имаш тетоважата, имаш на лист, така? Ја имаш. Ја преврташ од другата страна на Добро. лајт, на ламба, ја Лајт поминуваш имаш, цела со моливот. моливот и тоа го лепи. Зема, првен ние работевме со она за подмишка, како се каже? Стикче. Стик. Со Знам за стик ја стикче, поминуваш. Трак. Е па тоа ти зборам стикче. Сега, да. ако си ако ти можеш да памтиш кај си кога ти се избрише, да, ако не, Тоа е не е знаеш, ко сега, знаеш. не е ко сега е друго. Сега не можеш да Ма- избришеш, ама. Не сте го гледале тогаш валјда како предизвик тоа или? Не бе брат, тоа не се Едноставно, гледаше тоа така. биле Јас опциите. почетоците ракавици не став кој тетовирав. Така? На почетокот нема Па встери. и еве овој што не знам дали се гледа у кадар. Да бе, да. Сите старци нема. Да. Ја имам 1000 слики вака. Нема ракавици. Нема ракавици. Ништо. Цигари има тука, луле. Да, има, немаше Не се инфицирале ни ништо, немаше така? стерилизатор. Отпрво. Како не се инфицирале Па тоа? така немаше толку модерни. Сигурно не ги ни Не беше чувале толку модерно време, немаше толку вируси и болести измислени. Мислиш дека има врска тоа се влијањето? Како може нема, како тоаш ние сме функционирале. По Не ми текна ќе земев слики да видиш како тетовирам без ракавици. ќе ставиме оружје. Можеме ли оружје да ставиме? Можеме да ставиме оружје. Сега- Ќе ми ги пратиш, ќе ги ставиме оружје. Да, Тоа има, значи имунитетот на човекот бил појак абе тогаш. друго со беше се. човек не завркај тоа. Други времења, скроз други, значи нема врска со ова. Ова сега е значи, она не нема 3 пати на ден миење мачкање после тоа имало или не? але Како те било еве да тетовирам. речеме у 97 нега на тетоважа му ја завршуваш и како после ја чувале тетоважа, да Нега? кажем. Да. Одиш на базен на бања. Да, тоа реално така било. Реално. Постои ли уште увелес базенот и навлече Постои, увелес? У функција? Да. Во базенот. Како се викаше? Абе Имаше секогаш име, секогаш е различно име. Си имаш бањата ти? Изда година Таму- прв пат нема да работи. Е па нешто чув, затоа и да прашувам. Така чув. И како било увелес детството? Еве, си се вратил од војска Да. си тетовирал и после доаѓаш увелесте, знаете и гуле тетовираше. Брат, кога си дов ги од војска, фаќаш? тоа беше експлозија. Со клиенти, со... Турбо. Значи, спомнавме преска, ти си бил у тие кругови, си искачал, Да. многу движење, Турбо. те знаеле. Турбо. Така. Не знаеш колку имаш работа. Да.
Други време, многу други време. Напрсти се Сменени се. знае, значи напрсти се знае во Македонија кај има. Значи ги знае сите каде се и кој и се знаеш. Сега еве. Сега не знам ја во Велес колку има, има многу. Па има десетина, има сигурно Велес. А во Скопје па има 200 сигурно. Па добро. Споредбено побарувачка тогаш и сега, можеш да направиш. А гледај, побарувачката е Каква говорувачка? За тетовирање. луѓето повеќе се тетовираат, ама има повеќе артисти кои ги виш пак е исто. Да, така да слично е. Разбираш? Пак е исто. Прават поголеми тетоважи, да, ама многу луѓе тетовираат и кои ги виш па е. Тука негде, Тука ама негде. види, тогаш зборевме со Штруф изгледа зборевме, ја баш го прашав како сте стигале до клиенти тогаш. Зашто Брат. немало ти Facebook, си фател тогаш, немало ни Нема Facebook. Facebook, немаш интернет. Ништо немало. Немаш интернет. Флаери, Штруф спомна флаери нешто или не? Флаери и визитки. И визитки? Да. Од Муавет на Муавет. И што кажа, да среќни бевме 2 пати у недела ако удата некој клиент да сте тоа. А са види, зависи. Така Зависи, некогаш имало и цела недела. Ајде, што се тетовирало? Што било најактуелно тогаш? Ева, ако Па кинески букви имаш фатено Кинески сигурно букви, тогаш, требали, јапонски брат. требали. кинески букви требали да ти одмили животот. Ја еднаш имам Знаеш кинеска колку пати, тетовирана. извини, знаеш колку пати сум ги прашал? Си видел бе некој кинес со македонски македонска, букви? да, И да, вака да. ме гледа. Не, па не. Имам симнато илјадници по абецеда кинески букви со значење, такви 3 букви што значат. Демек што стварно А значат. уствари може и да не значи Не тоа. значат, ама ти кога ги нацрташ, они се таму на пример нацртани, разбираш? Ти ги си мијаш и они може ќе се издеформираат. Да, и и толку, може не е може тоа да смени тоа. скроз. Не можеш да бидеш сигурен дека тоа значи. Идеш у кино и чита пцовката на тетоваж. Но се. Да. Кажа само една цртка е мрдната. Ама не се замараат толку луѓето со тоа. Да, само те тоа важат да има и Но тоа е, секој период си има се си има свое. сега е исто требало да се враќа пак, ама како Cyber требало да Да. се враќа, како по Сега е актуелно реалистик. Не знам уште колку ќе трае, Ке- додека не испадне нешто Више друго. максимумот е достигнат, у реализам Да. светско ниво зборам достигнат е максимумот. Али пак ќе Не испадне знам. нешто ново. Нема да трае Може ќе се вечно. вратат кинеските букви. Не се знае ништо, еве у модата гледаш како е. Нешто што било пред 50 години се Ајде враќа. да ги Па не вратиме може кинеските топла букви. вода У да се измисли музиката, веќе. у музиката како е? Тогаш што биле сега пак се враќа. Па и во облека и у гардероба, и у цвона ќе се гардероба носат и сега. се значи се Начин на живот. Тоа е начин на живот. Се врти. се врти, Фризури, нема што да се фризури, прави Не, више. фризури у твоја, нели? Оние фудбалерки на 90-ти години Бакенбауер. со мулети со чуда со. Колку песни има што се повторуваат? Па денеска ретко да има нова песна. Нема нова песна, Постмодернизам. се е некоја Збориме преработена. авторска, све е препеано, Се све. е препеано. Значи не може да се измисли више топла вода, мислиш гола? Па не. Или? Е па што поиш од тетовирање? Тоа може да е прашање за на крај, ама што поиш? Може пак Според ќе се тебе. врати нешто. Ама Еве, пак ќе биде на старото. Што може Абе, ново? еве се вратили со точки. Се вратили од мода. Е, се- Тоа така почнавме ние. Значи, се врати, да, ние се правевме мода, со да, раунд да, да. лайнер се. Да. Значи и трибал, и сенчење, и се. Се вратили тоа. Се врати Еве сега го има и бараат, артисти. актуелно е. Артисти цели Специјално ракави тоа што го прат, цели работат. ракави прат со тројка Брат, лайна. машинка направил за тоа и Само за машинката тоа. за тоа работи. Да, да. Значи, тоа е. Да. Не знаеш што ќе биде. Па и тоа е технички вратено, да. Али јас знам, јапанезе е вечно. Па Јакузите се искрено вечни. да, и за заздравување и за ги бараат. Ја баш пред некој ден правев класика Japanese Dragon си изненади, ги викам дечко, и тоа млад човек помлад и од мене. Сакаше огромна јапонски змеј. Да. Му реков браво за изборот. Дека Нешто не се годневно. Па да, бе, брат, секој ден реализам нешто правим. Ова беше малце се гледа дека се разбира и он истражил, видел. И тоа А. нема, ја мислам дека јапанезе нема никош да умре. Маори нема никош да умре. Значи тоа е традиционално, не Тоа е е, да. измислено, не е При Полинезија, наметнато. да. Разбираш? Тоа е тоа. У некои племиња тоа си го тераат они, не постои другото Еве тетовирање. не ти за е нив. напорно полинижени маори за Зашто правење. не Не, би? не, многу монотоно, искрено, ја Не, трибал почитувам. ми е монотоно, ама Полинезија не ми е монотоно. Почитувам Има линии, стилот. има сенки, има... ама не знам. Не можеш многу артистички да се покажеш таму. Па сега, до. Зборам за некој што прави Фала реализам, Богу, да. Маори би било убиство, нека јас не знам, секој различно. Мене ми е потешко да работам ситници, не воли тоа. Женските тетоважи, малите тетоважи. И мене у последно време. Тешко ми е тоа да Да, работам. да. Едноставно не можем да се сконцентрирам, не можем да работам. Чекај, кај застанавме? Идеме, значи сега сме уште у Велес.
Гуле се врати од војска. Што се дешава во Велес? Гуле се врати од војска. Искачања, ноќен живот, имало ли тогаш многу Велес? Многу подобро беше. Дискотеки. Од се. Кога Повеќе работа, повеќе не жене. кога моторите влегуваат во тоа живот? Моторите Пред, знам пред дека на- сте слушав кај Bikers Garage дека моторите ти се пред татуирањето. 15 години. Од 15 години сум на мотор. Така, да. То Томас и сите Томас, па може сум немал од Томас ATX и 14 или 15, од друго се сум имал. Тогаш пишувало ТВ на регистрациите. Тито Велес. Тито Велес. Да. И како ги поврзуваш тие две работи, ако уопште се поврзуваат? Многу ден денес повеќето од конвенциите, да речеме, се организирани од мотоклубови, така. Да. Па така И и почна. тогаш било и од Скопје, Така и почна, Македонија. значи, Тесна е поврзаноста конвенциите, тога. не конвенции, али прво испаѓање мое беше на Белви, кога ноќните волци беа Easy Riders, тогаш беа цел Балкан поврзани, таа се на друго ниво. Тогаш првпат се појавивме ние на, мислам дека бевме ја, На конвенција? Што го не организира? конвенција, значи два-три артисти, имаш штанд и си работиш тетовирање, имав ја и плюс Airbrush, имав артист што работеше директно мотор правеше таму, у Белви, тоа беше пред многу години, не ни памтам која година беше, не покани таму, вечерта поми, журка, тетовирање, сепанци, после Да. тоа се приклучи во Потват, после Потват штандови правевме, ностоп не бев уште влезен во клубот, после влевав во клубот и така. Сега имам многу мотори, се вози ностоп, што се вика на мочење се оди со мотор. Кој мотор ти бил најдраг од сега? Не можеш тоа да кажем, имам 15 комада. Како најдарагата е тоа важа. Нема, ја имам 3-4 стила на мотори што ги возам и Да. денеска едно, утре друго, не можам да кажам. Денес овие ти се носат, утре други ти се носат. Разбираш? Да. Не си пример определен само чопер да возиш. Не. и- На што размислуваш кога возиш мотор, онака сам кога си? Free your mind, нема мислење, брат. Нема? За размислуваш само на кривината пред На тебе. кривината? Да. Но Не е на нема мозок проблеми, на готово. пасење? Нема, забораваш проблеми, забораваш се. Да. Те нема, кога да не постоиш. Не знам, не ме привлекло никогаш тој спорт, ако Кога го ќе седнеш, не ќе спорт, видиш. хоби, како го наречам. Кога ќе седнеш ќе видиш, значи тоа е чао проблем, готово. Ама вака што гледам по филмови, по видеа, кој ќе си возам. Тоа е друга димензија. Да. Се релаксираш, пуниш батерии. Мислиш само на патот пред тебе, на ништо друго, значи не си тука. Едноставно те нема. Дали ја преминеме на Скопје сега? Кога преминуваш у Скопје? Ти кога идеш на кај Скопје? Како ти доаѓа потреба и желба да идеш у Скопје да тетовираш? Па, прв пат беше, мислам дека беше тоа, кога беше војната 2001. Пред тоа се запознав јас со Оки, да поздравам, сакам Оки Војкан, и он е еден од тие првите, Поздрав од до. првата генерација. Ме тетовираше на керка ми името, тоа беше, значи керка ми се роди 2000-та, значи тоа е нека 2001. Не, Војната 2000, баш. летото 2000-та, 2001. Чекај, извини, значи може да се каже ти дека си прва генерација на тату артисти? Па да, од Може првите, да се каже, првите да. 10 што почнале. У Македонија. Да, не првите 5, ама првите 7-8 сигурно. Да. Добро се запознаш со Оки, те тетовира. Ме тетовираше, почнеме да комуницираме редовно, правевме се заедно, значи визитки, он беше добар со компјутер, правевме флаери и визитки. У еден момент се договоривме да отвориме студио, почнавме кај Пестелоци школото заедно, тука влезе и после тоа и мислам у исто време кога отворивме влезе и Штрумф како нов, да. И он се врати, нарача опрема таму, Оки му набави, почнавме едноставно, теравме. Значи имавме скоро, ностоп имавме клиенти. У Скопје кој биле други тогаш? Што сакаш да ги спомнеш, ќе ги Значи, поздравиш? тој момент беше Шварц, се викаш? Алпин. Не, Алпин е покасно. Покасно. Да. Шварц, Чуро беше тогаш, Нено? Митко од Охрид беше тогаш. Митко од старт, значи него прв го знам. А и Чура бил тој период. Да, и Чуро беше тој период. Имаше некој мислам краток прекин, дека имаше, ама продолжи пак после тоа. Чура треба да е на подкаст. Има и он што да каже. Имаше и некои други, нема веза. Имаше, значи 6-7 артисти беа. После тоа почна да функционира, мислам работеше и Алпин, и Симон, и Ичка, и после се расшири
од кога дојав ја више кога отвори второто студио више имаше многу. Како второто студио. Па после Првото тоа- го збориш за ова кај Песталоци. Да, ке пестолоци се растори, ти реков ми рече, толку беше. И второто си сам. После неколку години Ти си стакни, тука дојдов тетовираш? Не, си тетовирав ја дома. У Велес? Да. Се враќаш И у да, и Велес? од Скопје си имав муштери редовни што ги запознав си да у Велес си тетовирав дома. После тоа дојдов ке Универзално, отворив студио и терав едно добри 7-8 години. Позади универзална Да, каде позади спомна Универзална нешто? спрема лавче кафаната, да. Значи ти усвари технички доаѓаш на туѓ терен, може да се Да. каже, од Велес у Стартуеш Скопје. од нула. Старташ од И нула. тоа сам. Па добро, на почетокот не си бил сам. Не, на почетокот бев Али сам, после, да. после се Нов убацуваа терен, луѓе. да. Еден дуќан, па после мал ми беше, па уште еден почна да доаѓаат Си бил сигурен дека тоа е нови тоа. артисти, значи имаше многу работа. Си осетил потреба дека има у Скопје простор за пазар и за Да, да. студио, затоа Скопје. Да. Ипак сега Скопје беше пола Македонија се. Добро, како сте се соочувале тогаш Беше со... и уште е пола Македонија. Да. Како сте се соочувале тогаш со... Јас сега се соочувам еден денес со коментари од топ, ама тогаш било апла ново. М. И да имаш дуќан у центарот што се вика на Скопје, сигурно имало коментари и контроверзни мислења за вас и за нас. Контроверзни секогаш има и Има, кино. ама како било тогаш? Да, сигурно било по... Или не те дирале, не... Не, веќе тоа друго време беше. Како значи- ве гледале, што се Абе, зборувало? секогаш, значи, у Македонија тоа е како табу тема, значи сега но, помалку е, ама Особено тогаш било многу. да. Пример, ако моите почетоци, кога ја почнав да се тетовирам на мене, значи, затвореници, неколку луѓе у градот бевме тетовирани у Велес, значи, тоа беше, вау. Значи, ја пред да почнам да тетовирам, Друга ја била бев и тетовиран, клиентелата веќе имав тогаш. многу тетоважи. И дома не знае дека бев ја тетовиран, додека не дојав во војска, Е, имав стварно, што 5 мислиш, тетоважи. што мислиш за тој што тетовира, нема ни една тетоваж? Немам збор. Не го За разбираш мене тоа не е го несекојдневно. поддржуваш. А Не- има многу моментално што се Да, има. Пример, Митко од Охрид нема ни Нема ни не една. Не Да, сте додека знам ја, додека беше тука, немаше тетоваж. Може стајал сега, не знам. Може би, да, не знам. Не знам, мене ми е не... Чудно ми е мене да сте тоа. Па ја на мене сум пробувал, значи на мене, дали, значи у моментот кога немаше бои, се пробуеше, значи сме пробале со водени боици. Да видиш како ќе Сме пробале реагира. со Да. со темперни боици, се пробувало се можно живо што ќе остане. Значи се пробуваше на Ја себе. вака, некој клиент да ме праша за крема, некој му викам ако ја немам пробал на мене не ти ја препорачувам. Тогаш немаше крема, бе, тогаш имаш вазелин. Мора да пробаш Нема на друго. тебе. Вазелинот беше Да. тогаш за мачка и немаше друго. Тоа е. Ма нели не сте ни мачкале, нели Абе, базен директ. Сега, види, да. после почна нели вазелин и се тера со вазелин. Некој кажал дека вазелинот бил добар, а нема врска. Се тера со вазелин. Вазелинот скроз за друга намена, ама Запушува. Ја од денешен аспект знам дека не е добар, нели? Малце запушува, он порите е ги јак, запушува де- јаке. И затоа не е го из- толку крема, он е не зборам за aftercare, зборам и за дојка се тетовира. Дека Да. не е добар ни за тетовирање. он ја колку што знаме добар за чистење на Дојка доека работиш да и чистиш убавото, да важа да ти се тргне индиго ако Да. има останато лимфа, крв, што такви останало работи. боја, ти реков, знаеш нели, Тоа да. повеќе за тоа користи отколку за Да. дека има некоја намене дека те доважа да ги Ма заздрави тогаш побрзо и немало дека опции. Немало опции. Бекнива е. Не заспа, сакаш кафе. имало и полесен од мене за Брат, сите Комуницирање. не, па лесни, зборам за тетовирање, не зборам за физика. Да, да. Лесно ми е сега. Ама Не, имаат некои првата имаат епизода трени, ми беше мене, тешка ти само реков, и тоа. Сега дека си на домашен терен И пуста домашен терен сум. Не постои тремава, каква тремава. Нели? Да бе лесно од До дома кај да доозме? збориш. Дојдовме до второто студио, после Да, тоа второто зборавме нешто друго, зборнавме. Ора да, ама тука негде завршиме. Тука негде Доека завршивме. отварањето на студиото. Скопје, универзално. нов терен. Да. Тука има многу машинки на масова што ќе ги објасниме после. Кажи ми, ги имаш сите сам правено? Не. Претпоставувам? Не? Значи, Не, поклон му се тука пола. се не, тука се има една поклон. Двете се моите првите машинки. Има 4 јас што сум ги правил. Значи тие се интересно правени. Дали тука правејќи ги тие ти се роди љубовта за работа со железо и правење ствари со, Па види, ја со школа сум заврвач. значи стручно си. Трет степен заврвач. И школата завршив и толку си имав работа. Вирање, кога не постоеше тоа.
Си го Немаше- запоставил. Немаше со тоа ништо. И по еден момент испадна апарат еден за варење, пробав и почнав да собирам по отпадите, да собирам железа и да правам скулптури. И така. Се роди тоа и сега е добро оди. И ден денес го работиш тоа? Да. Си го правиш Секој- Од љубов. од љубов? Да. Тоа ми е како втора работа, како хоби. И добро е. До сега се убави коментари добивам се. Најчесто што изработуваш вака? Што ти лежи нај... Што ќе ми дое моментот, имам изработено Знам што му лежи на животни. реш, Alien. Да, имам Елијен. 3 елиена, еден има скоро моја висина, треба да завршам, еден има до половина, еден има само глава, има многу животни, има машинки с тетовирање, кетер Ја, па. направив сега, имам буф еден метар, коњи имам 2, Машинка имаш. имам доста и продаено. А ги правиш чисто онака од инспирација, па ги чуваш или ги продаваш или Ако по дојде некој нарачка да купи, правиш? ги продавам сега. Да? Имаше побарувачко од Команово петел, направив на човекот петел, право си го зема. Имам само слики од него, успомнам тоа. Имав една шкорпија, таа прва што правев. Отиде ке еден бајкер за Нови Сад, си ја купи. И ја немам веќе. Може би ќе повторам сега пак ќе направам. Дали си ама некоја размислувал друга. за изложба на скулптури на железава? Имам имам разговарано со Онака да направиш колеги, тематски да. 10 на 15. да, имам некои понуди, разговори, нешто, мислам дека оваа година нешто ќе направиме. И после на аукција сите ги продаваш на ако аукција. сакаш. Кој сака, Тие да. лошо е што кај нас не можеш да биеш, ние не можеме да бидеме селери на eBay и не можеш, многу е лошо, Кај нас? да. Не можеш да биеш како што можеш у Европа, разбираш, Нормално е со се, така преку не Грција, преку ти реков ми рече, више можеш да продадеш, кај нас е и не можеш како тој ги ти верува, тебе ги ти ја плати и како ги му пратиш ти. Но Треба да му приказна да му ја продадеш, да, кој тебе ќе ти дае, еве ти 1000 евра за скулптурата и ти кој знае кога ќе му пратиш. Ја ставиш само едно шалче, една Да. капа на страна, уметник, Да, ќе продаеш. не е баш така. Ќе филозофираш за конјот, што значи, што те инспирирало, ќе продаеш. Ајде опиши ни еден како иде процесот на изработка на Дали од нешто. скица, дали од глава, Како спомна нешто преска и 3D моделирање, дали тоа блиско поврзано е, сепак и тоа. Стартот беше цртам на земја конј глава, ги редам елементите зубчаници, ти реков. било што ти дојде Ланец од мотор. Ланецот го Пример, потсеќа на гривата можеш да изработиш со ланец од мотор или со друг синџир на пример. Ламела од потисна плоча од кола искористуваш за војдал на коњот. Вилицата, челото, клипњача ќе ставиш од камион, голема, пошто таа скулптура на пример, таа што ти објаснувам е добри 60-70 сантима на 80 сантима. И тешка 30 кила. Една клипњача од тие 5 кила, 6 кила. Значи ја една клипњача искористив само за челото, за окото и долната вилица е друго. Значи ланецот ти е 5 кила, што ќе го искористиш за гривата. Ами тие зупчаници се тешки. Па имаш 30-40 кила за една скулптура. Тоа како го криваш, човече. И тоа, пази, она не е 3D. Таа скулптура што ти објаснав. Да, Таа е да. 2D. Ако правиш 3D ќе биде дупло. Се што ти кажав треба да биде дупло и од другата страна. Сега почнав и правам конструкција со шипки. Редиш на конструкција. Сакаш од лим да биде поедноставна, сакаш да биде од зупчаници од тие виде скулптурата што беше на татуечкото, татуешко. награда што се додели, колку- таа на пример беше конструкција направена, паринките на змајот беа од крукчиња, од отпад од некоја си фирма увеле што прави бољари или Имаш било фотка од тоа што. да ставим оружје? Баш Имам, од таа. да, од сите дека имам збориме. фотки, од сите Еве имам. како беше процесот на таа баш? Таа Колку време ти требаше? Ми е- 10 на дена, знам Таа дека. Горан ми ја нарача мене пред 10 дена пред конвенцијата. Добро, Викам, тоа човек, како ќе стигнам? Твој проблем, значи имаш да направиш прва награда без то шоу тоа е проблем. и натаму е твое. Викам, окей, нема проблем. Абстрактно. Работев добри 10 дена само на тоа и ја завршив. Да, бе. Ти испадна супер, отиде за Белград, е драг човек, Ти дека и што не Да. братот. Поздрав отиде за ке него. драг човек, баш Да, ми, да, да, мислам, да. кој да добиеше, Цело ќе ми Америка, беше во мило и Америка е што драго, не се. ама човекот така имаше. Да, срце, срце. Има некоја посебна харизма. Посебна харизма. Да, и баш ми е кеф што И мене исто. многу Што е добар во човек. негови раце.
Ајде да се вратиме на татуирањето. Јас не знам да не скокнавме нешто, да не скокнавме, ама сакам да ми одговори на ако се сеќаваш на Маца твојата. лутаме сега, тетуирање е метал, тоа Ако е значи си измеша. тука нема правила, нема Што ние е тука поголем концепт. предизвик за тебе? Да си издржиш преку татуажа или преку железо? И ја така кога ќе ме нема нешто прашаат, да тежи Сак за биде, сликарство, тетуирањето за- ми е више многу време сега. Металов ми е попредизвик сега. Многу ми е, разбираш? метал Поставено музиката, било, метал нешто. музиката. Не бе, значи 2-3 години го работам тоа и знаеш кој ми побараат Си ми е тлеело предизвик. позадина, сега ти дојде Да. до Ама и тоа завршил трет степен, трет појас, што кажа? А, трети дан. Трети дан карате со Брук Ли имаме вежбано заедно. Сорри, имаш спорт некој тренирано? Вежбано? У животот? Игра орна. Озбил? Значи си шетал многу. Кажи ми, дали се сеќаваш на твојата прва татуажа? Што си ја направил? Се сеќавам Што беше? смртта со игла правена, Во Ја. војска? не, во мало. Умало? Значи имам двајца што не се покриени и брат ми е трет. Смртта како фигура, како човек? Абе, општо Демо? линија, значи линијата не е линија, точка, па нема празно, ба е точка, запиргај татуажата, значи првата татуажа. Тоа е баш првата. Драг комшија и ќе му ја покријам. А првата на тебе? Првата на мене покриени се веќе. Што била? Да, бог глупости срциња. Не ќе Јас значи кажа. стартуев со ружи, бев целиот ружи. И А што мислиш за тетоважен оружје сега? Да. Не? Да? Не. Сега сум удрен на друг. Сега сум Добро, удрен да, на да. кавери на мене и Се менјаат работите. отиде Идеме- во друга димензија. Идеме моце брзи забавни прашања. А, ова е за крај, ама ајде бе што има врска. Тетоважа што никогаш не би ја направил. Мислам што си одбил, дали некогаш си одбил? Портрет? Добро, зборнавме за ова. Од кој аспект? Значи буквално портрет некој лик да ми дое сака мајка ми, тоа не мора. Да. Друго нешто што би одбил? Би работел друgoш. Да. Омилено место за возење мотор. Апарат. Стек да би отишол. Да можем и на Арктикот ќе отидам. Најдолга Имам релација можност. каква ти била? Олани бев, Велес Нови Сад у еден здив, Нови Сад Загреб втор здив, журка, Сабајлето Загреб Словенија цела, журка, враќање истиот ден у Загреб, журка, вечерта Нови Сад, Велес. Значи за 2 дена 2000 и кусур километри. Тоа е у еден здив колку километри е? Велес Нови Сад? 2000 и- Велес 500 и- Нови Сад е 600 мислам дека е. Не, 670 да не беше. Така нешто. У еден здив, значи без запирање, пиење вода на кафе на бензински Сам продолжение или со 5 минути друштво? сам. Сам. До Нови Сад сам. Од Нови Сад со Серджо. Ако слушај го. Поздравам. До Загреб. У Загреб 67 комада. Бракета Холистери со нив журки до Милевоје. Уживанција. Страшна у Словенија. Пак назад. Убавени. 2-3 убави дена поминати. Страшно. А иначе се води цело време, ама таа ми е така и година ќе гледам да отидам. Дали беше со овој мотор сајаш си тука? Да. Да. Баш е кул мотор. Ќе Honda. го видиш после него биде видов. уствари. Honda. Го вида Honda-та- сега пушеше цигара? Секој си има некој сака. Ама Харли, чекај, ти некој тоа си- се браше што спомна ти не ги правиш. Ти го правиш Не, дизајнот, имам човек. пријател ти ги Не, изработува. јас му помагам, ама На кој? повеќето на Дени Делов. Не, на он е кој начин завршен. му помагаш и ти А, фаќаш ербраш? Па јас му помагам, му правам шаблони, јас сум му менаџер, му ги наоѓам клиентите. Се е мое спремање, он го работи, го носи Само на мотори или на коли? Имаме и коли доста направени. Значи ве некој ако сака, може да Да. се обрати Има на тебе. страшен портрет направено на кола, Џони Ротен, значи Браво. страшен. Не, тоа е посебна Тоа пред- техника и Тоа ти е пред 15 добри години правен Џони Ротен. да. Што Дени е дипломиран уметник. Ликовна академија кај нас? Да, да. Која генерација? Не знам точно. Така. Не Ако знам супер. Ајде да се навратиме Боби за или Гуле, како сакаш. Виж, гуле. Нема Да се навратиме, сега сме, јас хронолошки се враќам и се ставам у таа ситуација, сега сме универзална Скопје. Ти си газиш, ја како што сум чул си бил еден од непопуларните у Скопје. Па са. Аба сега. Не најпопуларните, така али- било, али непопуларен. Али брат, па 5 души бевме. Толку биле, да. Да, Дали јеби Гуле го. било, Боби Гулевски било име и презиме у Скопје. Горе Ја не ја да. размислам така. Да, добро. Интересна случка нешто да ми спомнеш од тој период.
Сте имале работно време од 10 до 6, сте затварале у 6. Да, у 6. Да. Зависи, некогаш и у 9, летно време и у 9 се отварало. Добро. Имаше многу. Сам си бил во студио цело време? Не, бе, како сам. Мислам, Имаш цело време се првото ми врча. кажа. Не, Цело не, време- зборам за како артист. Како артист не сум бил сам. Со Имав кој цело има? време, па Кој биле, некој што Доаѓа- сакаш да ги спомнаш? Игор Битола, не оној што од Битола што довира, туку Игор Скопје Битола го викаат, он работеше кај мене, работеше Перо, работеше Мичиш полого време, Хаджи доаѓаше, Хаджи што што е у Швајцарија, у Швајцарија, да. Хаджи доаѓаше у претходното студио, заборев да напоменам, и таму доаѓаше. После Штрум беше он. Штрум се тргна на страна баш Значи како сам. едноставно си го користеле просторот. Да, Така, студиото било Да. твое, да. они си Има доаѓале доаѓано и Ичка има работено кај мене кога имаше клиенти у Скопје, доаѓал Ичка кај мене да работи, Ичка значи си од зашто Струмица, да, отворено. зашо не? Имаше моменти некои луѓе заглавија од Латвија и некои колеги. Како заглави од Па заглавија ги поканиле тука да работат и ги артисти? оставиле на патот, артист и жена with да артист. И дојде тропна на врата, Кај тебе? оставив да, му закажав неколку термина колку да преживеат, да имаат направат пари за да си отидат. И се отвори врата, додав, ја бев во Данска тогаш, 2 пати отидов. Како Таму гест артист? како гест артист у студио. Македонец имаше студио у Хелсингор. И работев кај него и се отвори врата за да Тоа ти е оди. прв геспот, извини. Да. 2000 кога се отвори данас кога се отвори границите у Европа, моментално, значи првите месеци отидов ја за Данска. Ти може да си еден од првиот Што испаднав, да, првиот првиот што си гест, меѓу искочил. првите гест артисти што испадна од државата. Тоа значи тоа беше студио Данска Македонецот, ама зборам како гест да, артист. да. Тогаш беше многу развиено данска тетуирањето, ама данас беше вау. Разбираш, да испаднеш да отидеш да тетуираш. И тогаш се погоди момент човекот немаше артист. И ми се јави и јас отидов. У тој момент се враќам у Македонија и тапува човеков од Латвија. И нема излез како да го Одбиеш, зашо не? и му давам неколку да. термини. Македонија колку беше, немаше многу нешто, не го знаат човекот. Товар беше артист. Еве, како И македонците, извоја- како скопјаните реагираат на некој литванец да ги татовира? Се Имаш- сеќаваш? Имаше луѓе. Прифаќале без Да, проблем? добар артист беше, имаше При ден луѓе. денес е тоа така, небитно. Да, од кај имаше си, Олег. што си. Олег имаше добар артист беше, црно-бело само работеше. Добар На артист англиски беше. се зборало како се Да, разбира, англиски како ги се разбереш, нема друго. Да, да. И ми се јави од после мене отиде Мрва у Данска, од Ниш, Мрва да го познавам, Ниш. Мрва. Што го И спомнав? он отиде по работи и сега се отвора работно место, а нема артист. И ја му викам, сакаш ли дојш? Данска ми вика, нема проблем, му викам и На полесно кого, ти. на Мрве му викаш? Не, на 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 Литванецот? Олег, на Литванецот, вика нема проблем. Отиде, заработи добри пари таму, се врати у Латвија, ево сега си има студио у Латвија, Да, тера да. више 15 години. Браво, значи Он си може му би- помогнал во таа ситуација. Сум му се нашол. Ако У контакт си? Им- Има Па да, се пишуjem. спомнавме Работеше и он Airbrush, добар беше и сега работи се уште Airbrush. Он е биомеханика малце артист. Ти имаш фатено исто генерација биомеханика што Да, татовира. многу актуелно беше едно време. Тоа време, да. Кај нас многу кратко трае Ти тие те работи. тоа зборавме, баш ти објаснав Да. што е биомеханика Да. прошлиот пат. Запамти што е биомеханика? Што е биомеханика? Тука пример да имаш скината кожа. А мора дека- таму да имаш? Не мора да биде Тука скината било кожа. каде. Мора да биде Не мора скината да кожа. скина да кажеш. Така? Мускулатура може да биде. Може да бидат мускулни влакна, Да. може да бидат работи што не може да се објаснат. Пример, тоа е произлезено од Гигер. Значи Гигер е главниот виновник за тој стил. Се е украдено, Па На ти со еден начин- железата, уствари биомеханиката, да. тука е, брат. Тоа е негде кај. Нели? Значи Гигер е тој, значи ја бев и у музеот, може сум и у Македонија единствен што сум посетил артистите. За многу работи си И у добро Македонија е, единствени добро прв. е секој што ќе оди Швајцарија да отиде да го види музеот. Тоа е искуство. Јас кога отидов да тетуирам у Швајцарија, поише ми беше фаворит да отидам у музеот отколку да тетуирам. И е еден од најубавите мои денови во животот што му помнам. Ајде сега, баш Беше уште дури ќе ти кажам и друг Ајде. податок што ме изненади. Јас бев Гигер умре после еден месец Не, од бе. кога се врати во Македонија. Бог да го прости. значи си се упознал со него? Не го видов ја него, ама сакам да Ама ти си кажам, бил дека бил жив. само што стаса во Македонија после еден месец, роднина ми вика, знаеш што има ново, што вика,
Игор умре. Ајде не зафркај, стварно Мика, еве ти ми праќа статија. Дека умрел по еден месец. Ајде кажи ми, ме подсети сега малце на ова на дали си кои ти биле инфлуенса како артисти кога си почнувал и не мора кога си почнувал, кога си бил више у пикот на кариерата, можеби у Скопје кога си бил, како сте гледали инспирација кои ти биле списанијата у Скопје кога си бил студиото кога си го имал. На светско, балканско ниво, македонско рече сте биле малце, ама кои ти били идоли ако уопште си имал у тату светот порано. Да сакаш да ги спомнеш младиве, и може да ја не сум ги чул некој од овие што ќе ги спомнеш, ама да се истражи, да се види. Види, мене многу ми помогна Томас од Ерланген од Германија. Како помогна лично? И со опрема, и значи ја кога стартуев и со бои преку него земав. И он ми беше као, се уште ми е ментор. као икона, разбираш. И цртежи, и се што ми праќаше, он ми праќаше, имаше тоаш, немаше како да ги добиеш преку шофери. Значи, он има жена од Велес, велешка крв е жена му, да. Велешка крв е, таму е роден во Германија, родители незини се едноставно велешани. И преку тоа, преку луѓе, дојдовме до контакт и му пишав за бои, ми прати бои, тоа бои, брат. Каде си му пишал на мейл? Брат, му се јавив на телефон. Пораки, му се јавив на телефон, контактиравме, он знае српски, хрвате, Да. сум хрватски, слушнавме, што ти треба, тоа, значи ми прати, првите бои, една боја беше како шише од Кока-Кола. 250 грама една боја. Леле, тетовирање 3 години. Значи јас ги купив 10 бои. Чекај, нели боите или пред тоа ова што ја носиш Не, таа боја ова, ти прашав? ова е пред тоа. Тоа е пред тоа. Што ја носам таа боја. Да. Оваа Боја, боја, нека копка на маса, за кратко ќе ја покажем. оваа боја е Ова е нарачана директно од Америка и вие бои стасува, имаше 10-12 бои, стасува во прав. Во прав. Да. И на кој начин? Јас и Оки направивме нарачка, неколку машинки и многу опрема, со картица. Тоаш прво нарачување со картица беше нешто директно од Америка. Стаса боите у прав. Чекај, зелената у зелена кеса пример. Или Не се сите сеќавам, црни ке се стигали? мислам дека немавме толку бои. Мислам дека 4-5 бои само имаме. 4 Црна, основни бела, бои, да. кафена, нешто. Да. 3-4 Другите бои ги беа. добиваш, што? Јас со опремата добив бои, мали 0,30 мл што ги потроши за Одма. 2 недели. Разбираш, тоаш тако време беше и после исконтактирав со Томас, Томас ми прати и не може. Како- Се уште имам дома остатоци од тие бои што не сум ги потрошил. Сакаш да спомнеш дека би ги спремил овие за музеј? Ова ќе го скратиме Да, да. ако сакаш, ама зашто не? Се работи Дали на тоа. сакаш да Се најавиш, работи зашто на ако тоа. го најавиш и кажеш, Најавувам ќе имаш дека притисок за да го оствариш. да, веќе е во текст, се работи на тоа, правам мини музеј во Тито Велес. домовето студио, па Велес е центарот на Македонија, правиме реално Така е. централна Македонија, секој што мине по братство единство старо или сега Александар Македонски, така беше аутопадот, значи може ќе биде за година дена ќе биде музеот отворен. Чекам, искрено. Има што да видат. Да. Голема, огромна колекција на машинки, адаптери, списанија, се што сум користел у животот, Фотки ако чуваш у рамени се големи. чувам, се чувам, Не да се ги ќе биде зумнеш и ги изложено, урамиш такви работи. се ќе биде изложено. Тето важи Мислам први дека урамени. на Балканов не верувам дека има нешто така мислам слично дека нема. Тоа музеј. запрашав дали има. По Лондон, по тие места има, сега не можам ја да го направам како Лондон сигурно, ама немам толку материјали и толку имам доста стари машинки, ама еве една е тука таа на Окие. Мислам дека е прва оригинална машинка од Америка нарачана. Ова е таа што ви стигнала заедно од првите. со Ова е палдарот. пред моите. Ова е стасана пред моите по тоа што гледам како е изработена и Чекај, ќе ни кажеш за тие. Сакам да ми кажеш за ова црнава. Како? проблемот беше бојата стаса. Мене како ја ставаш? Како се раствара као сок, Не, како се не, девита? концентрат има. Добро, Она кој ама ти се зимаш у што? Не, У она вода? ти стасува тебе прав, не како. Добро. Не, Значи, знам, само ја ти концентрат кажам. ти стасува и плюс течност, за да измешаш, ставаш пример. Посебна течност е таа, као терпентин, нешто такво. 3-4, не памтам како беше, глицерин имаше, алкохол имаше и уште нешто се ставаше. По Тоа можеш да рецепт, си го направиш и самата аптека, да, земеш по глицерин. рецепт од таму ти праќаат, кога веќе ја купуваш ваа боја, они ти праќаат рецепт. Рецептот. Да, колку проценти у шишето од 100 мл ставаш, Колку да ставиш? 30% оставаш од правот, зошто и сега и до ден денеска бојата кога ќе оставиш подолго време, останува доле, доле. Значи така, пак е така. истиот концентрат,
Само појачен, подобри Не, бои. црната, тоа не баш. Ама од боеве. други- Извино. Значи во другите бои Да, останува. се уште останува на дното. Ако не ја користиш Морам година дена и таа боја веќе тврдно е полека више доле. Само тоа сега е ново модерно време го направија ради повеќе Ма да се добре, трошат тогаш- боите. Овие се тие што на зеленка студираат на плавкасто која за Па здраве. добро е да, тие брат, се са тие, ново да, време, да. понова хемија, понови работи. Ма сега и поретки ги направија боите, не знам ти колку си утек. Намерно ги направија, знаеш, поретки боеве Саки ти објаснам и за од тоа. Ајде објасни ми. Значи тоа го направија за ти да купуваш секој 3 месеца бои. Ти ги И да трошиш купуваш така. секој 3 месеци бои и кавари и ритач да правиш поише, Никогаш. индустријата да се Значи ја ќе ти донесам боја 15 години стара и ќе ја ставим интенс и ќе стои исто како оваа сега ти што ја ставаш. Разбираш? Рокот е ставен само за ради пластиката Европа. вајда. Колку време Мора да немаше, стават колку рок. време до лани немаше бои во Европа. Знаеш за тоа, информиран си? Значи ги забранија боите во Европа, не се користеа. Зошто? Рокот на траење им минал. А јас ќе ти донесам еве ти нагласи. 15 години стара боја интенс или имам не само интенс, имам куросуми, имам па и не сум видел друг куросуми да ги има у боја, ги имам ја 718 нијанси. Сега има куросуми се. Да, ама јас кој ги донесов од Америка беа пред 15 години и се уште ги имам дома и се уште не се врнати и се уште се исто фаќаат како и овие сега. 6-7 различни фирми што сум ги користел и што останале, што се уште траат и немаат проблем. Немаат проблем со рокот. Верувам. И тоа што кажуваат дека имаат рок на траење, дека Мора да стават, еве ставаат, не знам што така, мед не се расипува, така? Марко модерно време Ама е и на брат. медот има рок на траење. Мора да стават поради технички. Ради потрошње, Марко, ништо друго. Ти мораш да купиш бои уште еднаш годинава. Не, мислам дека рокот на траење за пластиката. Самата пластика што ја држи бојата. Аха, да, може и Тоа е тоа. ради неизе. Порано беше и друга пластика. Сега е друга пластика. И водата, флашираната вода не е тоа. Беле скупови убава водата. Баш тоа зборев преска со А мислам дека слушнав дека на второ место у Македонија Велешката. Сега оваа пробал вода што се велешка пие. вода. По благуња чешмо. Ова е од мека некако е, мека е од вода. Лисиче браната која направија, скроз друга вода има. Иначе пред тоа пиевме од Вардар. Од што? Од Вардар ли, како беше? Наша ова изгледа скопската. Да, истата Сега пиевме, многу- смрдеше, не многу беше добра, поразлична а беше сега вода. оваа вода е, мислам дека втора у Македонија рекоа дека била. Може. Ајде, преска зачнавме нешто. Геспот, дали сакаш да навлезеш поише у тоа како ти било на пред Геспот, идеш пак у нова средина или си бил кај тој човек што се вика, па не ти Повеќе било тоа одам ке мои луѓе кои одев. Ја значи Каде се имаш да до пред Геспот 2 отидеш? години, до пред 2 години одев. Значи првен Данска, Германија неколку пати, Швајцарија неколку пати, Шведска неколку пати, Хрватска бев у Макарска, 3 лета бев у Макарска. Гест артист од јуни до октомври, доста имаш видено. има доста. А и за конвенции исто знам си Да. посетувал доста. Дали си учествувал? Не, устранство не можеш брат, не е како сега да да земеш ти од тука према дојдеш да учествуваш. Устранство маско село за нас тоа беше. Сум учествувал во мислиш? Бургас, сум учествувал во Бугарија, на пример, сум модел, у Србија сум модел тука околу нас, да. Многу полесно беше и Најве за Ниш што ми спомна, општо релацијата македонска сцена со српска со па и Ниш, за како за се Ниш ќе десила таа кажам, конекција. истото што се деси тука со Easy Riders беше истата конекција и во Ниш. Моторџиите правеа. Па Првен, тоа. после превзема некој друг и се јавив јас таму, разбрав дека ќе има конвенција, пред тоа имаше една друга во Београд, таму за Срби, што си ја правеа они, не дека не можеш ти да учествуваш, ама тогаш беше така. Отидовме како гости, само добро не пречека, имаше За Белградската збориш? да, за Белградската, тоа е многу одамна, патувавме со воз, па се враќавме со воз, патишествие. И 3-4 артисти бевме. Од Македонија, Кој ти да. текна, ако сакаш да ги спомнеш? брат, многу одам. Ја и Дени знам дека бевме, имаше таму Игор, тој беше Да. со нас. Мислам дека беше и Игор од Битола, не се сеќавам точно. Одите чисто на посета. Да, али у Ниш бевме, значи моторџиите дојдат дома кај мене и ја работев кога стаса со мотор, не поканија.
ни понудија и штандови без пари за македонци и поминавме екстра, имаше доста многу респект сте имале од многу штандови со спиење Нишлиите. у хотел, со спиење у хотел во Нишка бања првиот пат, после не се сеќавам како беше, две-три конвенции имаше таму, интересни со стриптизи, со моторџи, со тетовирање, со поврзана се изјаве. ета уметност. Еднаш бев со екипа од 6-7 луѓе, имав човек за пирсинг, имав друг човек што тетовира, значи првиот пат бев сам. Кога бев? Многу добар помин, екстра. Браво, браво. У Бургас исто, кај Велев, Бог да опрости, почина прошла година, предпрошла, и кај него беше многу Велев, јако. што ја организирал конвенцијата? Да, значи таму бевме ја, Ичка, еднаш бев со Мичич, исто многу добар помин. Ма таму сте се такмичени. Да, артисти бевме таму. Таму значи, ти има и екстра, тетовирано Мичич добивме- машинката, да, чајан. добивме второ место. Да, со ова? Да, второ место Black and Grey. Значи у хотел со пул, со Да, базени, да. со спа, со Добро, се. едноставно, вие сте биле представниците на Македонија, вие сте биле амбасадорите на беше Македонија. екстремно добро, значи екстремно добри помини. Да. Значи имаме Па види, тоа го има и денес можеби, не знам, ама една конвенција, јас и Ичка со Рено Клио бевме Каде? 650 км до Бургас до Бургас. и 650 назад, па види сега ти како се... Клио беше преска баш зборев. Најмалото количе е тоа Реното, Твинго да не, едно најмало кратко едно. Со тоа сме биле, не, со ГПК али оноа 4 сеишта, ама А ти знаеш, кога велес Тико дека се вози, знаеш? па тоа ти е баш ко Тико. Значи со него сме биле до Бургас и назад, па не однесе навигацијата, о една планина заглавивме, навигација? брат, да, о Како? една планина заглавивме, не знам како се вративме на пат после тоа со дупки колку колата. Ама сте Добре стигнале е што до- мечки не изједува таа година. Тоа е се интересно и еве затоа и Тоа се раскажуваш помините, сега, значи, тоа тоа се ќе тие остане, тоа е. такви работи, ако нема Сега нешто се прават такво многу интересно. повеќе конвенции, имаш Немаш кај да се амбиција да свртиш. посетуваш сега примерно Не. Белград што се дешава или нешто Не. такво. можем Помина како ти е гости. меракот, може да се каже или Само не? како гостин може да дојдам и да си гледам и да си уживам. Не па тоа. Борјан, ти како си? На пауза да направиме, може? Може да направиме пауза. Па таман да мишиш. Снимаат камери. Бекни веќе ми снима лента, кажа, што мислиш за филмот Тетовирање и колку влијаел на сцената и на животот и на урбаниот живот у Македонија? Што тој филм значи за тебе? За мене најкултни 3 филма македонски се Тетовирање, Викенд на мртовци и Срекне нова 49-та. Сигурно Срекне нова 49-та не го знаеш. не го знам. Многу си пропуштил животот. Како и да го најдеме тој филм, кој знае Ќе го како најдеш. може да се најде. Ќе го најдеш, ќе му се јавиш на Гуле и ќе ти го најде. Така Гуле од Велес. Да. Тетовирање е филм што треба да го има секоја фамилија во Македонија. Да го Ја има з- гледано. Да го има Барем гледано и да го има у да го колекција. Значи поседува, тоа е така. Го имаш историја. гледано? Да. Значи, ја го имам. Лажеш. Зашо се деша? Дилдото. Да, со микрофонот. Да. Значи, ја го имам може не знам 100 пати гледам. Ја едно време го гледав секој месец. Да. И секоја сцена знам на памет. Да. Ти си Треба. ти си љубоманијак. Слушам Ја го имам 2 пати Майка, да. гледано, и ја го имам 200. така да не можам баш да ти ги цитирам. Тоа е. Сакам сега оваа прилика да искористам, ева кон камерата ќе гледам, да дам две информации. Едната е дека Скопје Тату шоу годинава се одложи и ќе се дешава следната година, најверојатно ќе функционираат на тој принцип, ќе се дешава еднаш на 2 години. А втората информација е дека за прв пат годинава се случува во Битола Тату конвенција 20, 21, 22 јуни. Ова е Тату подкаст, така да секоја ваков евент или било што е поврзано со тетовирање сакаме да го испромовираме. И поминете у Битола, ќе биде убаво, ќе има артисти, ќе има забава, ќе има кар шоу, ќе има музика, ќе биде интересно. Ние Индиго ќе бидеме таму, така да се гледаме у Битола. Борјан, што сакаш ти да нешто знам сакаш сега да преминеме на некоја точка? Ајде малце практичен дел. Практичен дел, нешто има до тебе од преска, што седи преска беше пред тебе. Нешто некој од работите, ајде Борјан, пак да олем Сакаш по технички да наврзам или како? технички. Ајде, објаснени ги овие како иде лемење и сите тие Не, работи. тоа е друг дел. Ова е делот со машинките ја
знам Марко. Па колку така се- некако, значи ние имавме у план денеска, Бојата ни ја представи. Да. Дали има таму твоја прва машинка? И оваа машинка е Ова- едно од првите што е влезе на Можеш ли оригинална, вака да ја држиш? оригинална у Македонија е дел од мојата колекција, ама На е оваа камера, Стефан? де беше во собственост на Војка Ноки и ме Добро. поклони за во музеот. Значи таа е една од Ова ти е машинките. прва машинка. Не е оваа моја, поја оваа прва машинка на Војка, на Оки. А ти твојата прва не ја чуваш? Тука се, да, тука се како нешто Аха, се окей, стои, окей, значи тубите за прскање ги чувам и се имам дома. Добро. Оваа е првата на Оки и ми е поклонета за во музеот. Така, така. Таа е едно, Добро, ајде мислам првата. дека пред моите е стасана у Македонија. Тоа сакам да ти кажам. Добро. Овие две се моите први машинки. Ајде. Еве ги. Пума амерички Покажи погоре машинки. кај неге. Пума. Да, Пума, Као за- Spalding Пума, да. Па ти киве Пума? Не. Тоа е Spalding и Rogers, а моделот е Пума. Значи фирмата е Spalding и Rogers, а фирмата... Спалдинг баскети што прават? Не, нема врска во со тоа. Баскетите им се друга работа. Майкл Джордан е со баскетите. Да. Овие се првите, јас што ги имав и се уште ги чувам, функционираат безпрекорно, само не ги користам, има многу подобри. Така, така. Некогаш ти доаѓа да се навратиш на коел? Па има шанси нешто. Планирам сега нешто ќе видиме, како ќе биде, што ќе Камбек, биде. добро. Друго што се и до Овие тебе? други се Поклоните се. повеќето не, овие се јас што ги изработував, моја изработка се. Браво. Да, овие 4 се моја изработка. Како рече преска нешто спомнавме за искористувам, репетирање пиштол едно ама не за друго збореше ти уствари колку време ти треба да расклопиш машинка и да склопиш. Мичич, Горан Мичич мереше Преизвик. расклопување, растурање машинка цела до штраф. 16 секунди собирање околу... Кој тоа, он? Он? Не, јас. Он ми мереше, Аха, ти мерал. склопување комплетно до да пробаш да работи околу 24-5 секунди. Тоа многу брзо. Да. А на маса ти се растурени делови, колку се тоа, десетина дела? Од прилика кои ќе се растурат? Коилс, 1, 2, 3, околу 5-6 дела. работи си и 3-4 штраф. 16 секунди да 101 склопиш. имбус, 101 имбус е се. А да расклопиш? 14 секунди. Браво. Се комплет да ви растурен. Браво. Сега не би сакале тоа да го представиш, зашто Може би нема потреба следно, да. Да. Користам моментот, еве ги ти оставаме една поклон за за студиото. мој. Ао, чекај грбот на мој. Нека биде успомен од мене. Гуле. Тие не Цар си, ги брато. продавам, тие ги делам. Има скоро у секој. Ова значи железова рачна Да, да, се направено од изработено, тебе. тоа се е лично од мене изработено, калено. Ова Значи, ќе го не- фотнеме не- и ќе го ставиме Да, мрежа. ова е нерагисувачко направено е се е рачна Многу изработка. јако. Браво. Значи комплетно Ова- се е ова ќе рачна си го изработка, чувам резбано. цел живот, браво. Намотките не се значи дел од тоа, ама мотани се, другото се е рачно. А што на Комплетно. Б? Зашто пишува Б на ова, Па, црвеното? се погодило такво нешто. Така се погодило. Да, се користеа многу работи, се користеа и зарови, оние се користиш да се стави, да гледаш таму Се имаш снаоѓаш, да. паричка, имаш за стегање наместо некој проштраф. Да, стварно има паричка. Чекај што Овдека на пишува? ова имаш искористено од ланец од мотор дел. Еве го тој е тој. На оваа имаш клуч од некоја детска Да, бе, играчка. Еве го тоа е искористено. Ова е по играта што беше Пак како што спомнав ти Пакмен, реш- искористивме. Намотките Покемон, се пак. намотките се покриени со лицето на Никола Никола Тесла. Овие на пример ги се изработка на МРВ од Ниш. Значи ваа машинка ни е заедно правена. Така, Јас така, го така, правев да. рамот, негови се се намотките. Ова би функционирала сега да се Да, да запали функционира, папуча да, се да. стави. Ако имаш клип корти папуча, Така, да, така. функционира. Тоа пред тебе е грип? Да, тоа е Сигурно грип. поводовија што Па, ќе имаме гледат не сега- знаат. И што е следно? Сакаш да ти растеретивам од Така, се да расте- боря ако сакаш зашто ме боли грбот? Сега ќе само ти седи и уживај. Да не се сецнам, брат, знаеш, Батко годините, Буле. до Ево, годините дека ми. е таткото на ротационите машини, исто Spalding и Rogers. Јас немам работено со ова. Ова, кога бев гостин во студиото во Хрватска, ја најдов на интернет цела опрема и откупив за неверојатни 50 евра цела опрема, е неупотребувана нова, еве ги првите грипови, Многу како тенкови, изгледа. да. Значи, ќе видиме после и игли, ќе кажеме и ќе лемиме. Живоа е таткото на ротационите машинки. Ова е пред овие. Не, ова е заедно со овие. Како Ова е татко? уствари, Зашто ова е таткото на ротационите машинки? Ротационите машинки пред вашите ротациони машинки. Значи ова е прва слично Некој е од со првите ова. ротациони што ги имате вие. Слично е со Само ова. Мене ова ова е ми личи на коел. друг стил сам. Мене ова ми личи на коел. Да, не е Ама коил, не е ова е коил. мотор, не е коил. Значи Така, ова така, е така. друга шема, Буквално не е таткото на ротационите. ротациона машинка. Ова.
Значи не е како овие. Вие се коил машинки со намотка. Да објасниме, он сигурно не разликува ротационо и коил. Коил, како функционира иглата на коил, како е на Значи, коил ротационо. машинката ти е нешто слично како звончето што ни е дома, старите звончиња оние. Значи имате некои слики наведено на интернет. Иглата се Падерок, закачува, горе со Машинка крупче. стајана до звонче за дома и Да. пишено I'm your father, разумеш? Тоа ти е тоа. Значи автоматски оваа истиот принцип е звончето. Оваа го тера горе доле да оди. Да. Звончето така функционира до машините звончи. Некој го измислил оваа на принципот тоа. Да, да е добра Да. инспирација. А ова? А ова не ваја, немам растурено Не, обично. како функционира? Ако тоа е како звонче, ова како е различно? Оваа од не тоа? знам како функционира, немам растурено, сите други ги растурено, оваа не сум ја растурено. немаш потреба, да. Немам потреба да растурено, не е ни употребувана гревата да растурено. Сите други ги имам растурено, таа е немам растурено. Што имаме друго во пакетчето Дедо тука- Мраз? Чаки ви. Имаме првата ваздух што испадна, таа е Појаснија како е тоа на воздух. Ова е Ова функционира спомна со дека ти компресор. од штрумф? Да, ми е поклон и штрумф за музеот. Оваа функционира на принцип со воздух. Како со воздух? Да, па иде воздух директно од Мора компресор. да дуваш додека те товираш? Да, не. Па немаш толку компресија. Ова е, има компресор, имало некој, да не навлегуваме, имало некој посебни црева и многу кошта. Прекини пор. Прекини пор. Немаш да бре. И оваа многу кратко, да ти кажам, скоро не функционираш, не функционира, многу ретки беа, имаше некој Ја вака да го артистичен. видам, ова нема да знам дека е Па машинка. никој многу ретко е, ваа една у Македонија што е донесена на штрумф, ма поклони еден негов соработник и он ми ја дае, пошто не може да ја користи, ми ја дае за музеот. Тука имаме и една, Како би се викал музеот? Голем музеј? ќе видиме. Ќе видиме, изненадување. Имаме тука и од тие самопрајските машинки, Ова ти е направено од тебе баш? да. Што Ова е има се- тука? ова- Пенкало има, што има? Оваа сега ја направив, ова е технички молив горе доле. Технички молев. Што се нашло во моментот, како ќе му дое како затворска машинка. Така ги водат на пример сега. Моторчето од што е? Моторчето од Вокмен. Од Или Walkman. од некоја си количка, оние стари, не? И си функционира. Ја врзеш на адаптер, одредено колку волти, и исто функционира, они исто се работи, само што да. сега се новите пософицирани и Играчка, брат, нели? буквално. Имаш ли? Има. Да кажеме што правиме, мислам дека не ни кажавме, а моментално со Гуле ни представува, ни демонстрира како порано се изработувале, пример, петка лајнер сега ќе правиш, така? Лемење, ова моментално кај што ги ставаш иглите, пет ги стави, пет ги зема уедно? Или Пет се една моментално, Пет сега се ќе видиме, моментално. кој има потреба, може ќе биде и 7. И ова е као калап, Сум ги заборил како беа кај што ги ставаш, големините, сум заборил како беа. Еве шестата. Да, секоја дупка беше со одредена бројка на игли. Ева. значи тие ствари се кец, секоја си е кец. Да, 0.30 се овие. 0,35 се овие, прочитам. 0.35 ли? Да, Да. да. Ева. Ината? Киселина. Имаме леткум тука. Да, супер. Тоа Стефан треба да каже. Добро. Така, цела ноќ, врдиш киселина, струеш, правиш игли убаво, за и уметност. сабале стануваш у 8, тргаш од Велес, копие. Додека сега, ти одиш ке Татко Опремович, Да, ти влегуваш у маркет, купуваш опрема исто како од маркет, да. полниш кошницата, си плакаш на каса и чао. Това е тоа. Во тоа не сте имале опции Чекаме да други. се излади. Немаш со хартијата само да го оладиш тоа кај што е вода на хартијата. Не, сега мораме да ставиме у потесна дупка. Прво да се го стисне. добиме. Не се тапат доле иглите? Ево е тоа. Сум изводливо е, ама тоа толку добро било уходано што ти си правил 50 игли на вечер. Брат, без незе не можеш да ги составиш така. Сакаш да земам капаче со црна боја да ме боцнеш на нога? Таа е спремна.
Сега, одиме со држачот. Е уште малку. Мора да е пушка право? Брат, абе, сега, моментот, карикираме сега, не, има в други алати, има в други. Да. Сум заборил, не сум лемел, не памтам 15 години се. О, колку да им покажеме. Прстите си ги горал вака некојаш? Многу. А сега не ни фаќа. Па и А што прави киселина до ситуација? значи киселината ги споја иглите, многу се танки, ти не можеш порано нели користаа паста. Не знам. Ама оваа измислија, тогаш ја која купив оваа опрема, оваа е купено од исто од Татум Томас ми ги прати. Значи оваа кала и игли ми праќаше редовно, ќе ми прати 4-5 игли и си правиш игли и си работиш. Тогаш прв пат испадна Магнум, ја не знаеш која стаса, он ми прати грипови Магнум. Магнуми. Магнум како правиш? Тука не може Магнум. Не да се може на направи. ова да се прави Магнум, има посебна справичка за таа, не можев да ја најдам. Но од следен момент ќе ја најдем На и ист таа ќе принцип демонстрирам. работи. На ист Да. принцип. Да, еве ја, како изгледа иглата, залемена веќе, спремна. Истиот принцип Ја сега што ја беше. чистиш, ја стерилизираш, ставаш у грипот. ставаш у грипот, сега не знам овој грип која дебелина е треба да видам. Еве го, добре. Фати. Пример, еве имаме Не ја бе ова. не оваа игла е без крукче горе, е за ротационата машинка. За оваа. Да. А со крукче е за тие. Да. Значи одиме овака е оваа. Значи таа е чиста. Магнумот како го собирал у грипот? Нели тоа доле е тенко? Не, имам, ќе ти покажам и грипови. Посебен за грип тоа. е за Магнум. Посебен грип, како тоа е рамен, ти се вака. Така, да. Значи нема врска. Четка. Добро, магнумите испадна малку подоцна. Еве. И ти штелуваш колку сакаш. Тука има унатре се отвара, се мести, стега иглата и тераш. Таа е спремна, пример. И пример за едната тоа по некојаш и Сега 3-4 машинки чим ја сте постави, го постави тоа прашање, сега ги ти покажам и за магнумите како е. За едната тоа 3-4 машинки си редал? Си Да, место? од 3 до 5 машинки Да. зависи што работиш сега. Така. Еве ти, Колку игли ти требаат, толку машинки местиш. многу јасно, сега е многу полесно, нели, ама тогаш беше такво Ова време. е за Магнум. Еве ти оваа ти е за раунд шейдер и за лајнер, зависи која дебелина. Еве ти типови, така се вика, за Магнум. Ама тука Овој- у првата кој Магнум ми влегол? Па тука мислам дека е Ос 9, 12, не 12. 12, мислам дека ова е 5. Петка, седмица, да. И сепак ќе кажеме, значи зависи која дебелина си иглите, имаш од 0,25 до 0,35. И знаеш од прилика, па и да не ти се фати, овој имам 200 парчиња дома. И знаеш кои ти се Да, наредени ќе пробам, стерилни, да, си да, вадиш, си местиш. Во која си вече цело време со тие, ти тераш така, разбираш. Има секакви типови за секоја игла и си ги знаеш од прилика кој ги работи, значи секој си работи што ти треба. Ако боиш, ако сенчаш, ти треба 15 Магнум и си спремаш ти пред тетоважа да знаеш што ќе правиш. За секое место. Како и сега, исто, работи со кетриджи, знаеш што ти треба, си спремаш ти де клиентот и работиш исто и тогаш, само што си ги правиш сам иглите, не ги купуваш. Аве Магнумите не биле soft edge, така тоа не постоело тогаш. Од Првен страните беа за само облени рам, малце. само рамни беа. Плет. После покасно испадна и Малце, раунд и да. имаш, значи Не, имаш дали ти можеш тоа да го направиш, да го изведеш, да се прави. Се прави многу е лесно. Тие се правеа со жилет и со некои други работи. Имаше посебни справички, се купуваа, овоа ти стои на справата стегнато, тука ти стои иглата и само го Комен гемет ти поместуваш, стои. комен гемет еден вид, си го поместуваш, си ја залемуваш без проблем. Сега ние сме харикирале, сме си правил там, зависи колку си имал услови, колку си имал опрема, колку си имал можности. Значи многу тешко се набавува работи, не е ко сега. Пипава работа. Кажете ми споредбено колкав е трошокот, пример сега што трошиш. Пример като важа правиш користиш 5 врсти на игли, не знам. Што сега ситно е, да. Или Тогаш? што е поскапо? Сега што трошиш на 5 врсти на игли или тогаш да направиш? Исто е само многу полесно сега се набавува. Ама и помало е трудот, мислам. Сега Сега некој мисли за тебе за иглите, Да. ги прави и ти ги купуваш. Ти ги купуваш и тоа е тоа. Значи интернетот направи се. Значи се направи интернет.
Кога е преминот? Ти текнува ли? Преминот, од това до значи, чајан, првиот тогаш- чајан, кога си го земал? Не, пред чајенот, сега ќе одиме на тату флешовите пример. Ајде, може, Значи, флешови сте Јас користи. секое слободно време бев во интернет кафе и почнав да си мијам слики. После тоа се деси на Како си собирите. ги симињаш? На што Си си ги ги симијаш, симињаш? си правиш, си ги И сејвуваш. ти стојат у кафечот, у кафето? Те знаеш дека утре треба да правиш индијанец. Разбираш? Треба да правиш лав. Да. И вечер ти сидиш на интернет и си миеш лаво и Ги фоткаш со дома телефон. немаш интернет, разбираш? Тогаш немаше, значи 5 интернет кафиња беа обвелес и тоа е. Си го фаќаш, од вечер си миеш слики, си ги севуваш на USB, немаш USB, на флет, на флет, како си кажа оние флопи И дискови ги сме ги носиш у зачували. принтерницата да ги спринтаат. Не бе, дома си ги принташ, ти Копира. имаш дома принтер. Ама за да го зголемиш, многу помалку програми имаше, немаше Ништо. Имаше Photoshop, ама користеа 3% од народ, не знаевме ние. Разбираш? Ти одиш на фотокопир беше најлесно. Ја носиш сликата кукава, сакаш му го правиш у 5 големини, он си бира оваа, сакам ми си ја маваш то што го напоменав првото индиго. Е, да, ова да го Што многу од спомнеме. вас Значи, мене ова прво ми лича, Индиго ми сека студиото, мене ова ми лича на дрвени боички. па еве ти Ја не ни две. знаев. Еве ти две да си имаш. Не, за индигото. многу поклони. А следен пат кога ќе дојдам ќе ти Многу донесам поклони ми баш дај. како мој ве. Значи сега имам само две. Ќе ти донесам овакви ги видов во Грција во еден салон, ги продава. Чека, ова било намената само за тетувирање или ги користеле Овие за се други само за сметководство за нешто? Тие ги користеле за многу. Па Тие да, се тоа ти купени зборам. во книжара. Тоа ти зборам. Ги ете пробај вака направи, натопи со прстот, леле киселина. Уи, стварно глеј. И ти го поплавај прстот. И спаѓа, значи стенцилот испаѓаше со нив, немаше проблем. Со леден чај. Значи, уствари, ако се натоп Што е ледениот чај, чуеш ми го? од праска. Од праска. Ти свеѓа? Мене ми е ко хибискус да е. Па не знам да не смутнам лешишата. Не знам, нешто има утка некоја и многу е лут. Да е ко херба да е нешто така. Можно е. Да. И, значи, еве, принташ лист, А4, Гледај се. Значи ти го принташ листот и имаш лајт, нели стакло, ти местиш, го превртуваш листот. листот, зависно со која А страна не треба. сте на прозори на Па и светлоденско. на прозори било и се било, Да. кога немаш услови ќе пробаш и на прозор. Го поминеш од другата страна контурите ги поминуваш со тој молив и почнавме ние тогаш беше со стик. Купуваш стик, Да. поминуваш со стикот, штампаш. Леле Ако имаш среќа да не ти се избрише, јадаш. Ако ти се избрише, импровизираш, ќе го Добро да си доцрташ. суши. Како е тоа? Нема бе тоа. Други времења. Добро, секоја кожа различно влачи и поти такви работи, да, и стикот не е наменет за Не е тоа наменет сега, за али тоа. ние го користиме, колку толку ни бркаше работа. После тоа испадна и за дезинфекција и за Да. се раствараше детол. Не знам дали го знаеш тоа. Детол е за чистење што у Да, студио. ама детолот ние го користевме и за пресликување, многу подобро испаѓа стенцилот со Жиги него. се? Да, ја имам дома уште. И детолот е Значи сте Многу- се снаоѓале едноставно. Абе, Сте брат, пробоеле. абе, брат, Ние на ја- крај памет дали ќе не е детолот не е наменет за кожа. Од Знаеш кај ли знаеш дека јас нема да се инфицира таа кога кожа? почињав, ја знаеш ли дека правевме експерименти. Значи купуваш некои водени, другарите пробуваш дали ќе фане црвена. Не фаќа. Знаеш таа не фаќа, зимаш темперна пробуваш негде. Да. Не фаќа. Се случило ротринг од црвената фаќа. Терај со ротринг. Не знаеш дали водена бојца или темперна, како се? Абе ја раствориш со вода, надуеш, пробуваш, значи експерименти е да добиеш боја. Немаше боја. Пример, Во Америка имало, ама ти не можеш да доеш до нив. Така е. Водениве бојци, пример, може да ги измешаш како оваа што е боја управ на тој начин? Па и тие се од некој пигмент направени, разбираш? Да. И сега има милион водени бојци. Ти од вие пробуваш, не фаќа од други пробуваш, па ќе фане малце ќе остане, стрекен си фанал од црвена боја пробуваш. Дојавме до некој ниво, ротринг неколку бои фаќа, работевме со ротринг. Се додека не ги купиме убавите бои. Правите бои за тетувирање. До ден денска еве сите сме живи и здрави и пробано и се ни Да, ама тогаш не инфекции, сте размислувале на ни тоа дали ќе се инфекции, инфицира. ништо немало од тоа. Значи ништо, значи се беше дури во еден момент кога се видов во живо со Томас од Германија, правевме мовет за тие бои, јас што ги купив преку него, он ми рече вика да можам да најдам од тие бои и сега би работел со тие. Вика. Да. Тие беа врв. Таа фирма мислам дека повеќе не постои. Туш, исто фирмата и тоа. Имаше црна боја, на пример, јас што
ја работив и ја продава по студио. нешто. Не Пеликан, а Indian Ink. Аха. Од кило се продаваше и ја ги набавив. На не запишеш дека не е за татуирање, дека е за ербраш. Ама професионалци и артисти од Америка многу им ја користаа за татуирање. Значи Майк Деврис ја користеше за татуирање. Майк Деврис беше поим, тогаш испадна он реалистик меѓу првите што почна да работат обоја, он ја користеше таа боја. И многу артисти ја користаа. И ние ја користаме. Нема правило. Пишува дека не е, али тоа може за Европа било. Кај нас немало проблем, никој не се инфецирал, никој ништо немал проблем, боја да се остануваше прва лега и црна. Имаше уште една од таа фирма поцрна што испајаше. После почна да испаја други бои. Абе се Кога ти е машинка од прелазот од овие у новата? новите ротационите. Да, ротациони. Дај, Тоа кога ти се дешава тоа валја нов свет тие, така, многу да, полесно почна тие да картриджи испаја, кога значи- искачаат, кога искачаат значи, картриджите. првен беше многу се работеше со коел. И Па некои од артистите првиот- ден денес си работат со коел. почна да испаја многу на ангро, се рекламираше чајен, хок, се рекламираше по сите списанија, значи тоа беше Колкото е пред Тандер, извини? првиот е хок. Пред Прв Тандер. хок имаше, па после пак испадна втор дел хок. А Тандер? После тоа. Тандер е втората машина. Првата испадна хок, ја земав половна од Ниш од еден дечко. Работев многу добро со нејзе, многу време работев. Ти олеснува ја работа продав, многу. Да, многу полесно. Беше многу скапо да се работи со нејзе. Јас преку роднини од Канада ми донесоа 500 игли и поминав Картриджи? едно добро, да, една добра и до ден денес кај сме правеле со колеги мојот и со Горан Миџич сите дека тие игли се се уште па едни од најдобрите. Те така некако беа, те нешто име не се сеќам, бели беа, ги имаше у Бугарија, у Хибиско. Па и чајен има игли бели сами по Да, себе. отпосле ти ги текнува. извадија тие. Па тие мислам дека ние прв пат ги Белите ги картриджи. пробавме со Миџич во Бургас ги Мене донесоа. че ми се Прв пат. свиѓа белите картриджи. Прв пат ги пробавме, таму тие ни ги донесоа, презентација на сите артисти што работеа со чајен ни ги дадоа гратис. Кога сте татувирале машинка? Да, тогаш ги пробавме, али сепак чајен црните се Кај значи подобре, вие беа да. на пола цена од нив, не може да бидат добри како тие. Така е. Друга пластика, Се друга испробувале се. тогаш било на почеток биле. Али сега има избор. бежични, свашта. Сега има избор, кетриджи. Не Бла, боли. знам. Сите, секој артист си влече на своја страна, кој му Така е. се спонзори, кој му се купуе, секој, еве многу ги фалат и квадрони. Па Има да. многу, многу. Да. Многу. Дали мислиш дека е толку влијае толку на квалитетот? Може да влијае? Убаво е. Или се е до раката? И едноставно? раката многу значи. Остај ти тоа машинки, има и милион ако не знаеш Е, да работиш. И најдобрата машинка да имаш и најскапата и најскапите игли. Ако не знаеш да работиш, тоа е тоа што. Да. Затоа и Горан ми рече дека сака да проба да му донесам коил машинка. Му донесам сакал да проба да поработи со тоа за да им Да. докаже дека не е до машинката. И стварно тоа. Баш Да, ми се јави Еве- пред некој месец, вика сакам да ми донесеш машинка коил, донеси ми игли се што имаш. Сакам да работам, да пробам. гледам баш на А и се уште има артисти, олдскул артисти што сакав сега да ти работат, кажам. значи имаш страна, Еден од моите омилени, Димитри Самохин, Да. редовно работи со коел. има многу артисти. Реализам, колореализам со Роберт коел. Хернандес работи исто Роберт со коел. Хернандес, Значи така има е, да, негов да. бренд на машинки. Пол Има Бут, не знам. Многу артисти, Да. многу што работат Ама навика не, тоа. пак Роберт Хернандес и Пол Бут се по нивен стил. Боб Тайрел работи се уште. Добро, пак и Боб. Ама Димитри Самохин реализам, хиперреализам, колор работи со коел. Таа машинка, како сакаш ја штелуваш Не, длабочина, како сакаш ја штелуваш длабочина, како сакаш Да, да, да работиш со неј, за колку сакаш брзина, значи многу полесно се штелува. Се согласуваш ли, Пори? Да, што ќе гледам. Само единствена мана е што се многу тешки. Тоа е. И драмат, и... Имаш од 200 грама, 250 грама, значи без грипа, ми кај е грипото, ми кај се игли, кај е кабели Плюс влечеш. папучата. Папучата ти е на нога, нема врска, кабелот ти пак. тежи, се ти тежи, сега нови е многу. Звукот ти прави тензија, може би Звукот малце... е убиство, значи, Да. ко да некој со чекан погледа да ма. Добро, тоа е убавото. Да, ама еве ти кажам, значи се уште има артисти што се Па стрикно таа, само може кој би- работат. Може би носталгичен момент е тој. Може Има би веб сака- страна што артисти што работат само со Да. коил што се против ротари. Да не се работи. Coil is not dead.
Борјан, можеш таму да видиш нешто ако има нешто. Повелете у програма. Да. Што има? Дај некој совет за младиве што сакаат да почнат Да почнат? Да. Што совет би им дал? Како човек што има поминато се Сито и решето. со уврска со тетовирањето? Значи, секоја работа, ако треба да сакаш да работиш, да не ја гледаш ти само ко пари. За жал многу се Повеќето се дрзнуваат, еве вој тетовира многу прави пари и ние сега ќе тетовираме. Мораш ама ја да кажат сакаш. да не ја гледа само како Не за пари. тетовирањето, општо, значи секоја работа треба да сакаш. Многу сега има модерни моторџи што, пример, еве ја купив мотор и моторџи се. Не е тоа бе, друг, ти не го сакаш мотор, ти го купуваш што ти он има мотор и ти купуваш Чалам. мотор. Шалам. Еве ја можам да купам мотор. Ти купиш и 10 мотори. Джабе. Ја у една изрека им имам кажано, значи ја од тебе имам поминато поише у рикверс. И толку е муабет, нема повеќе муабет. Што он го купил моторот за да отиде на кафе. И тоа е Да, тоа. да. Поминал 300 км у цело лето. Зошто го купи бе другар? Кога не го сакаш моторот, зошто го купи да кажеш дека имаш мотор? Истото и е со тетовирањето. Па и многу се откажуваат. Колку што почнуваат, толку и ќе се откажат. Ќе видат година дена нема зашто премногу конкуренција има. И Има, значи многу конкуренција да е ненормална И ќе видат секаде. дека нема не е она што очекувале. Ама и народот бе првиот. човек, народот е тука малце големо лого игра. Еј, ти многу добро црташ, ти ако фанеш Мора да машинка, тетовираш, да, брат, да. знаеш што ќе правиш, ќе убиваш, брат. Стварно мислам. Добро, види, мене ми беше тоа првиот коментар од Да. луѓе. Ама на некој тоа само му е така, разбираш, а нема ништо да направи. Ќе Да, почне, нема. ќе купи опрема Така, и по така. еден месец ја продај, ќе му купам за 1/3 цена. И толку. И? И ќе каже некогаш тетовирав на времето. Ја од Швајцарија пред година дена купив машинка што вреди 900 евра за 100 франака. Тоа се 100 евра. Ја купив машинка. Си начекал добар дел. Значи, се дешава, у Швајцарија испуштив 4 машинки што коштаат 4000 евра, коил, За се од артист, имам и ја од него машинка. исто Јас за сум ја багатела купил, цена. сум ја купил 400 евра, 400 долари, а сега можам да ставам на eBay за и од 200 да продавам. Да. 4 машинки беа, типот некој ги заборил автобус, фирмата ги продаде на лицитација. И дојдовме до некоја сума од 120 франака Ништо. и да. некој ме превари за 5, пошто тој не сигурно не знае што купува, ми ги зема за 125 франака. А вредаат за музеот и си ги ставя Да, вредаат да. 3-4 евра сигурно. Па Не пило пише на да бидат мои, тоа е. Што е конкретно одговорот, кажи ми, за тие што сака? Баш имаше на еден српски подкаст, гледав негде, на Детете шоу, поздрав до нив. Некој гостуваше и го прашува, што мислиш, исто прашање. Гостинот го прашува, што мислиш за новите што сакаат да почнат. И овај, ма немајте да почнувате, више нема премногу, дај со нешто друго, бавете се, не тетовирајте нешто. Факт е дека нема премногу, презаситена е можеби индустријата сега. Кој е правилниот начин оние? Сега е многу полесно да почнат уствари. Да, бе, ја Многу ти полесно. кажам, значи, у Белград веќе го имаш тоа како маркет. Одиш ке татко, си влегуваш у маркет, си фрлаш у кошница што ти Да, треба, да. на крајот идеш на каса, так, 250 евра си плаќаш, си спаѓаш и чао. Дали мислиш дека фали такво нешто кај нас? Многу мал пазар е за Сепак тоа сме се малку. деша. Многу мал пазар е тоа. Значи ние планиравме нешто да Па правиме. татко сакаше нешто. Да, мислам дека. планиравме и ја и Горан со него, ама откаже пошто нема толку потрошни, значи. М. Он има многу поголем пазар горе. Не комплициран бизнис, а знам дека премногу и медицински треба да си поврзан. Да, има многу работи, абе, позадински- не само медицински, треба медицинско робот стасува од странство, ти треба да платиш царина, ти треба. Не е на така големо да едноставно. взимаш робата. Ние ќе така- правиме на друг начин со него, али ете, Така да, така. не испадна ништо од тоа. Еве има неколку луѓе продаваат, ама не е тоа. Што ни фали на нас као у Македонија као сцена? Дали поише, ама ти Семет каже дека не ни движиш толку по конвенција, ама Не, вака сега што не. пратиш. Еве сега Инстаграмот ти го хакна, имаш Да. нов Инстаграм. Каде може да те најдат луѓето? На Инстаграм, Фејсбук? Имам веб страна, званична веб страна. Да? Да. Многу муштери сега Стациониран шидат си у од страна Велес? у Велес кој ги пишат тату, се отвара страната и Така. така е многу поедноставно. Порано беше кај тетовираат, таму тетовираат, ваму тетовираат, на домашен број те бараат, па ти си на базен, па тие луѓе што се наврата ќе дојдат на базен да те бараен човек, па ќе испаднеш, ќе се договориш, така беше тоа.
Тоа сема друго функционираше. Кога слушам вака колку сваќам ствари колку не е олеснат живот за било кој аспект. Немаше Просто се мобилни, е така. немаше Немало мобилни. ништо човече функционирало. Многу подобро од сега функционираше. Значи немало сега отвараш Pinterest, пишуваш било која тема, Ама можеш ти да олеснува. бираш што важи што сакаш. Ти олеснува. Олеснува, да, ама Chat GPT, ба. Не Тебе знам прашањава ти се од Chat GPT, ба. така е. Дали Така ти олесни за подкаст. дали 90% од новите артисти да ги ставиме у тоа време, дали Дали би се snašle, дали би дали го би поминале издржале? цел тој пат, Тестот. Немаше. цел Па тој нема, пат, не ретко. Немаше. Ја мислам за да Нема шанс. ќе останат само најиздржливите. 3%. Така. и 3 е многу, мислам дека. Од 100 души тројца дали ќе остане. Ој види Гули, и сега е така, брат. Да бе, па и Че ти сега кажав, почињаат почнуваат, и баш што зборам со овие опрема што носат, зашто они водат евиденција колку им зимаат, викаат пола од нив прекинуваат за година дена. Уште 20% за 5 години ќе прекинат. Така и сега, ба. Едноставно, она, фитас Ко преживи причаче, Да, бе. ко преживи Е точниот одговор на тоа. Не е лесно. А и не треба да е лесно. Па не Треба да се заслужи. Абе, За да останеш конзистентен. многу брзо работите се одвиваат сега. Многу е Мора да си Напумпано. утек, да у денешно време, ако не работиш на маркетинг, многу е напумпана работа. ти си многу- заборавен, дружен. Еве, замисли јас да не постирам ништо 5 месеци ни на Индиго, ни на мојот профил. Ја ќе бидам, падна, овој нема работа. Мене скоро ме праша дали Марко затворил. Зашто? Жити се, Пошто немој ја. прочитав објава, доста ми е више, многу е напорно, за 1 април, најверојатно. Тоа беше за април или? Кој како ќе освати тоа? Ме праша дали затворил, да ме како затворил, чекај, да ме... Знаеш дека татко ми се јави испаничен, што е ова што си го пишал? Така? Одма, после 5 минути. Што ја гледам, ќе се откажеш да ти вре, а само што го студио, Па само тоа ме праша и мене, нели сега купи ново студио, нели вакво, што тука да се откаже. Толку ли му дошло преку Да, глава. тоа е, да, може од еднаш. Тебе ти има дојдено ли некојаш? Не. Не. Значи толку многу го сакаш што ти вре, Да, ја што го не сакам, може што- да Има моменти кога не мора ќе викнам некој ќе отетуирам без пари. А ти не гледаш на тоа дека мора да дека Ја мора ќе да го покрием, тетовираш. се ќе покрием, ја ќе го частам тетоважи и ќе го частам едноставно. Мислам, Дружба. сакам да направам. Ако се согласи тоа што јас сакам да го правам, го правам. Тоа не е дружба, тоа не е уживање. Наставно начин на живот. Па, брат, кошаркари, да се ќе земат, ќе шутираат на некој кош, ние ќе земеме ќе Бе, на улица на кошот ќе мала, ќе шутира и ќе ние вака ужива. се дружиме, вака ние нас и текнува. Вечерва јас можеби немав многу можност да зборам, нели како што приметивте, ама уживав во секоја минута затоа што имавме добар час по историја со еден од Буквално час по историја со еден од најстарите тату артисти професор, стана, магистар. Има доста, ама и беше убаво да, чест ми беше што си ти дел од оваа епизода, од втората сезона. фала. Прва епизода, втора сезона, Да, и едноставно уживав у цел тој историјатот, хронолошки. хронолошки гледано како се почнало. Па до сите сега овие немаме ствари. навлезено волку Волку детално. не, баш каде денеска и практичен дел имавме. Практичен дел. Така што Гуле, фала ти на гостувањето. Фала и на тебе. И уживавме у часот по историја, верувам, ние верувам и вие. Часот по историја што го имавме Да. за цел тој процес на тетовирање Со доктор Гуле. со доктор Гуле. Да. Без диплома, доктор. Да. Како беше тоа преска? Ти имаш што спомнавме за десетки, све десетки, За уличниот факултет. уличниот факултет, десетки се. Правен на уличниот факултет сум го завршил. Така е. Сите Со сите 10. десетки. Така е. Па ништо, фала ви што гледавте. Јас сум, стварно ме чест, знаеш самиот, Фала. што не почести со твоето присуство и со твоето знаење што го сподели. Знам и сигурен сум дека многу работи не спомнавме, ама ќе има следна прилика, може Прави е. ќе Следна договориме. сезона. Така е, ќе договориме со некој од Друг колегите. артист, да. Ќе за сепак да биде one take, да биде интересно за гледање и за гостите. Ќе пробам и со парови, разбираш. Ќе пробам, Уште ќе еден се- колега ти реков ми рече. Така е, или колечка, нешто ќе Нема смени. веза? Да. Така да тоа е тоа, фала ви на сите што гледавте и Ој не вас. се гледаме у следна епизода.